Веќе долги години работам на темата развој на женско предприемништво и многу ме радува дека фактот, ако пред 10 години тешко се препознаваше терминот за женско предприемништво, сега веќе имаме полна сала поддржувачи на темата женско предприемништво и тоа од највисоко државно ниво па се до локалните самоуправи и секако партнерите, организациите со кои што со здружени сили работиме и ја буткаме темата, исто така и поддршката од Европската делегација за целата наша активност. Денес ја имам таа чест да ви го представам проектот кој што представува сублимат на нашето претходно работење, кој што ги поврзува и соединува двете тела кои што претходно функционираа, и посебно Советот на женското предприемништво и платформата, и секако проект кој што ги соединува сите чинители, да се сплотиме од едно место, да делуваме во градењето на националната платформа за женско предприемништво и да постигнеме големи промени за уште поголеми резултати на полето развој на женското предприемништво. Што значи проектот? И за мене што значи проектот? Тоа значи дека со заеднички сили ќе се потрудиме да направиме подобра и овозможувачка околина за да се развива женското предприемништво. Дека сплотени сите заедно, невладиниот сектор, коморите кои работат на женско предприемништво, заедно со представниците од владата, институции, локални самоуправи, сите ќе работиме активно, ќе се залагаме за промени и дека на крај од овој проект ќе имаме една ситуација за која што многу држави ќе ни завидуваат, и при тоа ќе направиме промени од спроведување на акцијскиот план за националната стратегија, која што заедно со Министерството за економија ја развивме, а владата ја изгласи и усвои во декември 2019 година, до креирани нови потреби за промени кои што се создаваат секојдневно со различни услови, до обврзани и посветени локални самоуправи кои што ќе одвојат дел од своето драгоцено време и ресурси да ги подобриме условите и да им помогнеме на жените предприемачки, да ги поттикнеме жените да влезат во предприемачки води и секако оние кои што се веќе влезени да работат на зајакнување и зголемување на бизнисите и сето тоа секако не само заради лична добивка на предприемачките, но и многу поважно заради економско јакнење на заедницата, средината во која што тие действуваат, економско јакнење на фамилиите и посреќно детство на децата. Како сето ова да го планираме да го изведеме во само 3 години, ако за една стратегија ни треба 4 години за да ја донесеме и да ја изработиме. Секогаш знаеме дека почетокот е тежок и првите чекори се мали, ситни, но ние со овој проект ќе засееме семе на промени, ќе иницираме, едуцираме, работиме, пишуваме документи со кои јасно ќе бараме промени, ќе застапуваме, ќе лобираме и верувам дека на крај на проектот ќе речете аман од платформата за женско предприемништво, но сигурна сум дека во меѓувреме ќе се случат промени и тоа не мали, туку затоа што големи, онакви какви што сакаме да ги добиеме, затоа што, драги гости, платформата и она кој што сакаме да го направиме и силата на оваа промена сме ние овде во оваа сала. Од нас во салата зависи по кој пат ќе го развиеме женското предприемништво, дали ќе оставиме да тапка во место или ќе возможиме цврсто да чекори напред. И како тоа ќе го направиме? Тоа е проектната апликација која што е финансирана од Европската унија, голема благодарност и поздрав до представниците. Проектот е смислен онака како што ние мислевме дека треба да биде смислен. Не значи дека е идеален, но сепак сметаме дека е реален и остварлив. Претходно беа споменати партнерите во проектната апликација, сега следува малце подосадниот дел, меѓутоа верувајте, овој проект ни подразно не е досаден затоа што ќе имаме многу активности со кои што дефинитивно ќе бараме промени. Општата цел за проектот е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации, за јавните политики и застапување од областа на женското предприемништво, преку спојување на постојните мрежи во единствена платформа, што ќе ги представува интересите на жените предприемачки на сите нивоа. Имаме специфични цели каде што се градење на националната платформа за женско предприемништво како главен социјален партнер за креирање политики и процеси. Вмрежување и консултации помеѓу засегнатите страни на национално и локално ниво и олеснување на структурниот диалог.
подобрување на капацитетите на граѓански организации за женско претприемништво, за политики, застапување и соработка со националните и локалните власти. Ќе работиме и на промовирање на жени претприемачки како двигатели на промената на јавната политика и секако младинско и економско зајакнување за поврзување со жените претприемачи и активните чинители. Проектот ќе ги интензивира диалогот, структурата, соработката и довербата помеѓу жените претприемачки и националните и локалните власти, граѓанските организации и деловната заедница. И сите заедно со цел економско зајакнување на жените, вклучувајќи ги и младите во руралните средини. Фокусот е кон еднаквост и промовирање на инклузивен, одржлив економски раст преку создавање на средина за поддршка на женско претприемништво, како и поддршка на граѓанските организации за застапување и услугите на жените претприемачи. Подобрени политики за женско претприемништво и негов удел во создавање на работни места и зајакнување на економскиот развој. Ќе работиме преку различни активности. Активностите. Првата активност е создавање на националната платформа за женското претприемништво и оваа платформа веќе ја создадовме. Ја креиравме со нашите претходни учесници и нашите претходни соработници во Советот и во платформата, така да сега дефинитивно со оваа денешна средба ја најавуваме и ви најавуваме дека ќе имаме заедничка соработка. Секако имаме документи, имаме оперативен советодавен одбор кој што се состои од видни личности кои што работат во државата на претприемништво, од кои што очекуваме да добиваме совети, насоки како да ги одработиме, работиме. Истото тоа секако ќе го бараме и од сите вас представниците во оваа соба, затоа што едноставно само заедно можеме да постигнеме големи резултати. Ќе изработиме и план за состапување, како и ќе формираме мрежа од 8 локални клубови кои што ќе работат локално и истото на кое што ние го работиме овде на највисоко ниво ќе биде пренесено во 8 плански региони. Значи, следната активност е организирање на работата на женското претприемништво на национално, регионално и локално ниво. Ќе имаме 3 годишни самити кои што ќе бидат национални, ќе бидат големи, меѓутоа ќе бидат и меѓународни, бидејќи ќе имаме и представници од организации кои што работат на женското претприемништво од светско ниво, европско ниво и балканско ниво. Така е планирано да се поврземе, да ги споделиме нашите искуства и знаења и при тоа нормално да научиме нешто и да пренесеме добри практики во нашата држава. Ќе се формираат тематски групи, секторски групи, сите тие заедно ќе работиме, ќе донесеме неколку документи за јавни политики кои што јавно ќе ги искажеме и ќе ги принесеме пред вас од владата и при тоа ќе бараме заеднички да ги одработиме и ќе ги креираме хабовите во локалните заедници каде што на локално ниво ќе работиме за зајакнување на женското претприемништво. Ќе организираме активности за градење на капацитетите. Тие активности ќе одат од највисоко до најниско ниво, дефинитивно. Сакаме да едуцираме, сакаме да правиме обуки за застапување, организацијски менеджмент, вмрежување, прибирање на средства и одржливост и при тоа јакнење на женското претприемништво како главна цел. И организирање на активности за амбасадори на женското претприемништво, затоа што сметаме дека добрите практики се оние кои што треба да ги пренесеме, дека амбасадорите се оние позитивните кои што во својата средина секој ќе си ги пренесе искуствата, при тоа ќе пренесе знаење и позитивна енергија за претприемништвото секој во својата средина. Ќе се работи со жените од руралните средини, ќе се работи и со младите. Така да ќе имаме еден сеопфатен систем на поттикнување на женското претприемништво на ниво на цела држава. И секако активноста 5 се промотивните активности за кои што и претходно спомнав, дека ќе ги работиме, значи PR, дигитални класични медиуми ќе не гледате секаде. Секако ќе имаме една прекрасна веб платформа каде што ќе имаме ќе се пренесуваат сите информации во врска со нашите активности. Ќе имаме веб радио каде што ќе ги снимаме жените претприемачки, па дури и вас, драги представници од институциите, организациите, ќе ве снимаме со вашето искуство и со вашите идеи за развој на женското претприемништво. Ќе имаме видеа, ќе имаме пораки, ќе имаме билтени секако и мобилна апликација за да не заборавиме кога сме надвор на улица што може да се направи за женското претприемништво. И сите овие алатки нормално ќе придонесат во
градењето на свесноста за потребата за развој на женско претприемништво. И секако реков, веќе ќе бидеме гласни, говориме, лобираме, ќе нема по медиуми и ќе иницираме промени. И за крај само ќе кажам, ви благодарам што ќе бидете дел од тимот за креирање промени заедно со Националната платформа за женско претприемништво.